Добро утро, Јована. Добро утро за гледачите на Македонија наутро и за гостинката во студио. Утро во екипата на Македонија наутро се наоѓа во црквата Свети Петар и Павле во населбата Горно Лисиче во Скопје, а тука заедно со нас е старешината на црквата, отец Доце Силјановски, со кого ќе зборуваме по повод празниците Петровден и Павловден, што се празнуваат утре и во недела. Отец Доце, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Кажете ми, кое е духовното значење и пораката што ја носат празниците Петровден и Павловден за православните верници? Најнапред, добро утро за македонската телевизија, добро утро за Македонија, каде и да сме тука низ Македонија и во целиот свет, каде што не има. Значењето на празникот Петровден и Павловден е од суштинско значење за Македонската православна црква. Почнува со предвечерието, со почеток од 17 часот денес има празнична вечерна богослужба со акатис и петолебие. Утре Петровден почнува со света утренска богослужба, утрена литургија, благословување и осветлување на кумските погачи во нашата црква. Утре е празникот Петровден. Тој е празник посветен на светиот апостол Петар, еден од првите апостоли, заедно со прво повиканиот негов брат Андреа, по занимање рибари, цврст по вера. Неговото име било Симон, а подосна Господ го нарекува Петар, што значи камен или стена. Го проповедале Христовото Евангелие и карактеристично е што за светиот апостол Петар, кога беа пратени после Педесетница да го проповедаат Евангелието на сите народи во светот, одат по сите страни на светот, светиот апостол Петар го проповеда Евангелието во Италија и за време на гонењето на римскиот император Нерон пострадал маченички. Светиот апостол Петар, неговата смрт е сораснување на крст со главата надолу. Отец Доце, кажете ми, какви се традициите кај нас поврзани со празнувањето на Петровден и Павловден? Традициите, тука конкретно за во селото Горно Лисиче, традицијата е од давнина. Карактеристично е што на овој ден доаѓа тука во црква на богослужба и со разговори од постарите жители на нашата парокија, како што велат сведоци се, Петровден го празнуваат, но Павловден го сметале како потежок и поголем празник во однос на претходниот ден. Тука ќе се надоврзам. Постојат ли одредени правила на црквата или препораки за тоа што верниците смеат, а што не смеат да прават на овој ден? Како што спомнав претходно, мештаните од населеното место Горно Лисиче за Петровден, да, но Павловден го сметаат како тежок празник. Дури тогаш луѓето не одат ни во поле да ги извршуваат своите најпотребни работи, затоа што ова сепак е блатијата. Луѓето се занимаваат и со земјоделие, со градинарство и секоја работа е благословена од Бога, но најнапред треба да се појде в црква, да се благодари, да се одбележи. Ќе си спомнам јас, има тука едно предание, тука близко до Горно Лисиче, селото Ракотинци, каде што жив сведок пред некоја година го прогласивме Свети Јоаникије
и во разговор со повозрастните луѓе го прашувале преподобниот Јоаникије дали смеат да работат на големите празници. Он вака им велел, кога ќе чукне камбаната на празникот и кога ќе заврши, 3 пати се звони, можат луѓето слободно да појдат да си ги извршуваат своите работи. Но најнапред, ако појдат црква, ако благодарат, ако видат на светата литургија, ако се причестват, после тоа можат да појдат и да работат одредени работи, затоа што сепак луѓето живееле од земјата, од земјоделието, чувале стока и така. Интересно предание, но што е со постот? Многумина знаат за Петровденскиот пост, но што точно значи, колку трае и каква е неговата цел? Петроденските пости идат од неколку, од 2 недели, 4 па до 6 недели, све зависи тоа Великденот, како ќе падне, која ќе биде. Ако е покасно Великденот, Петровите пости се пократки. Ако е порано, тогаш е подолг. Оваа година 4 недели е Петроденскиот пост. Тој не е како Великденскиот и како Божитниот пост. Тој е поразрешен, не е толку строг, затоа што е дозволено да се јаде риба и на зејтин. Не е тежок како Великденскиот пост. Така и отец, доте за крај на нашиот разговор, празниците често се поврзуваат со собирање на семејството, гозби и дружење. Што препорачува црквата кога станува збор за храната и веселбата на овој ден? Оваа година, Петроден, паѓа во петок. Трпезата пожелно е да е постна, со риба, да не се претеруваат тие гозби, од јадењето и пиењето, веселбите да не одат по крајности. Треба да биде скромно, во духот на традицијата и во духот на нашата вера. Иако оваа година Петроден си е во петок, со риба е дозволено, разрешено, но никако не е препорачливо и не е дозволено да се принесуваат мрсни гозби со месо и со ред други работи. Така, отец, доте ви благодарам за вашето објаснување и за гостувањето во утро во Македонија. Наутро останува да ги поканеме сите христијански православни верници да дојдат утре и во недела, но и вечерва на вечер на Богоспојство овде во храмот посветен на Свети Петар и Павле во Горно Лисиче и да го прослават празнувањето на празниците Петровден и Павловден. Јована?